Академик Ѓурчинов, родени сте во Белград, но од првите детски денови велат дека Охрид бил местото што ви ги расширил своите раце, фигуративно речено, да ве прими како нов негов жител. Вие и охридското детство. Па како да ви кажам, нели, јас сум роден таму каде што рековте, меѓутоа интимно и јас сум дел од ова поднебје и посебно од овој град кој ми е мене многу при срце, многу близок. Знаете, може би ја не сум многу пишувал за Охрид. Бидејќи, искрено ви кажам, и некои работи што ги чита, вака ми се премногу рутински, некои дури тривијални. За Охрид не може туку така да се зборува, нели, на еден чиновничко-канцелариски јазик. Тоа е нешто исклучително. И тоа ја го чувствувам од најраните денови. Ја, например, она најрано што го паметам, тоа се како буфтаат брановите тука на брегот пред мојава куќа, која и денес постои, а јас бев во преградката од мајка ми, нели, која ме смируваше од таа страшна есенска бучава, и сето тоа во мене, тоа се моите први воопшто доживувања, први сензации, ако така можам да кажам, во животот, не? И ја од нешто се плашев, а таа ме смируваше, некој босилок и некоја света водица ме полеваше за да се смирам, и така воопшто почна мојот живот. Мојот живот почна во Охрид. Ја, може би, не сум многу за тоа пишувам, но треба тоа да биде одбележено и да се знае. Велите дека тоа се вашите први слики и сеќавања, а кога ќе се навратите на детството, како минуваше тоа, од каде се вашите всушност корени, колку детно семејство бевте вие, можете ли да опишете таа семејна атмосфера? Па, приближно можам, бидејќи јас тога бев многу мал, нели, имав 3-4 години, да речам, не. Прво да ви кажам дека ние, како едно чиновничко семејство, ние многу често менувавме места на живење. Ние сме живееле во многу градови, во многу места од таа некогашна држава, и на оние охридски доживувања се нешто кај нас, ми се чини, не само кај мене, него и кај моите најблиски, најсвети и најдраги. Прво јас потекнам по татко од селото Јабланица. Тоа е Струшко, нели, од което избегов исто така многу рано, многу млад. Го напуштил, се школувал во Битола, во Скопје, и со едно совпаѓање на некои историски и други, нели, моменти, тој се нашол меѓу оние деца кои биле испратени во Франција на школување. И тој, како многу бистро планинско дете, знаете, планинските деца се наистина бистри, јако од многу бедно семејство. Мојот дедо бил каменорезец, нели, исклучително сиромашна фамилија беше тај, зато татко ми видел да таму нема перспектива, не? Туку перспективата му е учењето, знаењето, школите. И така тој се нашол дури во Париз, нели, на 17-18 години, и ја добил таа стипендија и успеал, нели, да дипломира на Сорбона и да стане еден од нашите први и најпознати инженери, нели. И во Охрид, па и во цела Македонија во тоа време имаше малку високо школувани кадри. По линија по мајчина линија, јас сум, можам да кажам, 100% охриđанец, бидејќи потекнувам од фамилијата на Мизовци. Мојот дедо се викаше Ристо Ставрецки Мизов. Тој беше учител и тој беше многу образован човек за своето време. Мислам, дури кога едно време јас истражувам нешто за него, дека тој бил вистински полиглот. Но такви беа сите шетани луѓе, нели, кои беа ретки, но кои мораа да знаат 5-6 јазици, нели. И грчки, и албански, нели, и српски, и бугарски, и други што не окружува. Така да тој се движа во тие средини и бил мощно образован, но мощно скромен, мощно, како би рекол,
не сака да се истакнува. И тој бил човек со една богата библиотека, што исто така во тоа време било ретко, знаете. Така да ја од најрани години, уште пред да тргнам у школа, бидејќи и баба ми Анастасија, по мајчина линија, потекнува од градот Воден и имала високо образование, таа го стекнала тоа образование во Белград, и некако во фамилијата постоеше еден култ кон книгата, можам да кажам. Иако бев многу живо дете, многу сакав да се играм, има многу другарчиња, ја голем дел од денот го поминувал со книгите. Дури пред да стапам на училиште, знаете, не е згодно за тоа да зборувам, но моите по мајчина линија баба и дедо беа педагози, нели, страшно внимаваа децата да добијат, нели, едно соодветно и како што треба широко образование. Јас тргнав една година затоа и порано на училиште, што не беше сосема добро ни за моето здравје, бидејќи се излагате на напори. Јас со 5 години тргнав на училиште, но... По кој училиште учевте? Па јас учев во Скопје во тоа време. По учителска школа беше, така се викаше, но имаше, нели, основно училиште. И воз мене дури правила некакви експерименти, знаете, што моите стари беа многу, татко ми, мајка ми, амбициозни луѓе. То морам да признам. И то мајка ми повеќе, која нели потекна од фамилијата на Мизовци во Охрид, која била одлична нели ученичка, но веќе по завршување на матурата се омажила за мојот татко, кој нели ете дошол од Париз и некако сето тоа не се привлекло. Меѓутоа татко ми не беше толку амбициозен. Постојано ми викаш, абе добри ти со овие петки, ама вика и четворка е добра, вика оценка. Зошто да запинеш толку? Ма, верувате, јас па и не запинав, нити ја обрнав на тоа внимание, но за да не ги разочарам моите родители, мора некако стално да бидам меѓу челните и ете, без стално најдобар ученик, да решам. Сега, вака пак ќе изгледа нескромно, но верувате, во мојата архива тоа има. Колко гледам тие свидетелства, нели, јас од прво оделение до 8 клас гимназија не си имал ни една четворка. Татко ми не го послуша, туку мајка ми, која нели ми инсистираше да бидам најдобар, а тоа не беше за мене најдобро, бидејќи единствена четворка која повремено ја имав на полугодие, беше од гимнастика, знаете. Ја бе послабо развиен во споредба со другите мои колеги, не? И на крај ми дава вака, дојдејќи другите сите ми се петки, ми ја подаруваа таа петка од гимнастика. И така, ја се развивав по различни средини, тоа имаше своите шкоти, знаете, татко ми само во првиот дел од својот живот беше еден виден и заможен човек. Тоа обично не се знае дури ни во Охрид, не? Мисля дека ние сме некоја голема аристократија и така натаму. Не, напротив, тој беше неверојатно вака, да употреба еден сега доста експлоатиран термин, демократски настроен човек. Тој беше воспитан од таа француска, како да кажам, нели, традиција, нели, да го почитува и го, нели, пред се обичниот човек не му значеше многу и не дозволуваше со ништо од тој да се прикаже дека е некаков човек над него. Така да ние всушност после тие први години, кога нас се питаја, нели, јас сум роден 28, а веќе 29 настапи светска криза, слична на ова денешната, но многу пожестока од неја, не? Татко ми го изгуби, можам да ви кажам, сиот свој капитал, скромен капитал, а тој беше приватен инженер. И со таа диплома можеше наистина извонредни проекти да работи, не? И ние најнаш од една височина, вака и материјална и социјална, не, слегавме на земја, заедно со сите други, нели, живеевме многу тежок живот во тие години, менувајќи места, бидејќи татко ми мораше да оди на оваа обична чиновничка служба, и од тој голем вака, нели, да кажам, амбициозен инженер,
si stano jedan činovnik na 8. položajna grupa su skromna plata. No verujete, na mene pa i na моите u семейства treba прашувате за тая атмосфера. А верувате, тие материалните работи никогаш не биле пример. Дури да не речем парите вака како средство, нели? Ние сме сметале дека е нешто валкано и дека тие што имат многу пари, признавам, и ја мислам дека не се баш многу честни луѓе, нели, дека баш со многу честна работа не можеш многу да се работиш ни тогаш, а ни денес. Така да сета таа атмосфера си остана иста, не? Ние имавме исти погледи, иста амбиција, иста трудолюбивост. Факт е дека ние, знаете, не се постигнува се ова што ја кажав, нели, со скрстени раце. Извонредно работевме дома и немаше таков проблем за нас кој не можевме во школа да го совладаме. Навистина, јас сум се школувал во Скопје, во Ниш, во Белград. И секогаш бев, да кажам, како што реков, нели, тоа што бев, за да некој ми попушта или да ми одзем. Мене учењето ми одеше лесно со еден спорт. Обично кога се зборува за детството, сите имаме некои своји сонови, желби, очекувања. Зашто сонувавте вие, каква професија, каде се гледавте во иднината и дали тоа всушност го замислувавте и ви се остварили, моравте по некој друг пат? Како стигнавте до литературата? Да. Ова е интересно прашање, морам да ја кажам, и ретко кој ми го поставувал до сега. Па искрено зборувајќи, ја никогаш не мислев дека ќе се бавам со литература, а поготово не да бидам некаков литературен критичен. Јас бев страшно вака дружелюбиво дете и страшно ги сакав луѓево и да бидат околу мене и ја околу нив и заедно нешто стално да правим. Јас кога веќе подраснам, да кажам, на 10-12 години, ако можам се една мала тајна да кажам, ма ја уопште не мислев да се бавам со ова книжевност. Ако ме прашувате што ми, ја мислев или да бидам некој пилот, да летам некаде далеко, да посетам далечни земји, или главна моја вака, да кажам, обсесија ми беше, не знам кај го видов тоа, да бидам еден пианист, нели, човек кој свира на пијано во некој бар и ги забавува другите луѓе. Тоа ми беше идеално. И јас нешто да правам што сите други, без многу да ме забележуваат, ќе уживаат во таа музика што јас ќе имам. Јас бев многу приврзан кон музиката. Јас можам да ви кажам дека доста долго ја и учев свирење, нели, и така натаму, на пијано. А и тоа беше желба од моите родители, плюс ова учењето, не. Но сето тоа го прекина војната, Втората светска војна, која за жал непосредно пред таа да избувне, а во Белград почина мајка ми Даринка и тоа беше еден страшен шок. Знаете, за нашето семејство и нашиот живот тргна сосема по други патишта и беше многу, многу тежко. Случајно, коинциденција е на живот, во тоа време јас се запознав со едно младо момче, кој беше 2 години постаро од мене и кој беше исто така прв ученик во гимназијата, нели, во својот клас. Тоа беше овој познатиот поет и борец Ацо Караманов. Денес за него доста се знае, но со години за него никој ништо не знаеше. Тоа беше еден гениален човек, можем да, според мене, најдаровитиот македонски писател во на тие години. И он имаше 16-17 години. Но тој беше гениален, тој веќе на некои јазици читаше и познаваше така светска литература. И тој мене не зарази со литература. Еве, од тука јас престанав да сонувам овие мои детски соништа и ме упати апсолутно да се посветам на литературата, бидејќи тоа бара најмали средства, знаете, по библиотеки кисневме и поземувавме книги и големи амбиции имавме, се разбира. Тој беше поет и тој имаше голема желба јас да видам и јас навистина одев по негови стапки
се разбира, тој сакаше да биде Мајаковски или не знам Виктор Иго, а јас сакам да бидам некој Чехов или така некој голем автор, светски автор, нели, и Македонија да ја, нели, прослава. Така да можам да ви кажам што инако мислам до сега не сум го кажувал никаде. Гледате во оваа куќа овде покрај езеро, нели, што ево сега ми ја поправат многу убаво. Јас тука има едно сопче на таванот, знаете, каде ја бегав секој се бајле и јас тука ги пишав своите први раскази. Да му удоволам на мојот колега кој живееше во Радовиш и ние се допишувавме и разменувавме тие текстови. Јас напишав едно 10 нели овие такви раскази, но како што му реков на мојот пријател Јован Павловски, кога исто вака ме интервjuираше, а он ме праша, и што сега, кај се тие, викам, биди мирен, нема опасност некаде да ги објавам, бидејќи тие не чинеа, нема некоја вредност, така да Караманов ми упати една многу сериозна критика, ама за да ме потикне да пишам подобро. Меѓутоа ја бев разочаран, бидејќи секојаш мислев она што го прави најубаво нешто и кренав раце и престанав, нели, да се бавам со пишување. Но не престанав да се бавам со литература. Да, но тоа значише дека ако престанав со пишување, она што е лично ваше, што извира од вас, да се пренасочите кон истражување на литературата и како дојде, колку тоа што е широка Русија и вие токму во руската литература? Па ево сега да ја кажам некои баш детали, бидејќи еве во Охрид ме најдовте. Во Охрид постојаше ова гимназија која и денес постои, во која учел Живко Чингор, Свети Климент Охридски, прочуена зграда, институција. Во еден момент за време на таа окупација, нели, овде беа дојдени италијанците. Прво тие дојдоа преку Чапасан во Охрид. И ми рекоа, оди бе во гимназија Брго, тамо се растурат некои книги, може би ќе успеш да уловиш некој од нив, од тие италијанците, не знаеки го јазикот, фрла книги за да ги одепонија, нели, однесат од библиотеката и да ги ослободат тие за касана. Гимназијата беше нивна касана. Ја отрчав тамо и видов еден италијанец кој фрлат на висина книги у еден камион за да ги носат, нели, на ѓубриште. И така во лет фатив неколку извонредни книги. Тоа беа некои изданија многу луксузни, многу убави, меѓу кои и изданија на Максим Горки. И јас не знаев за тој писател, нити го бев чита, меѓутоа кога дојдов дома, кога почна да сето тоа читам и проучувам, јас се одушевив и тогаш заедно со Горки, па не знам, после се појавија книгите на Пушкин, па не знам, на Пинјак, па сето тоа мене ме многу вовлече. Се разбира, тоа беше социјално ориентирана литература, но тоа мене не ми пречеше, бидејќи ја по влијание на овој мој колега Караманов, јас се оформува веќе на 14-15 години како човек свртен кон оние кои се борат за еден подобар свет. Да речем, ја бев со лева ориентација уште тогаш, па така се надеам и останав до денес. Завршивте средно образование. Што се случуваше во тој интерпункт помеѓу факултетот и средното училиште? Со кого најчесто се дружевте? Кои беа луѓето покрај Караманов кои ви правеа друштво во тој млад интелектуален свет кој ве тераше само кон учењето, кон науката? Па ја веќе се бев определил, знаете. Ја ги собрав овие книги од дедо ми Ристо Мизо, што сакава исто да ги сврлат германците од некоја друга депонија, и не им треба, но јас ги спастрив тие книги и оние од претходниот период. И јас си терав по своја линија, право да ви кажам, тоа беше еден полулегален духовен живот. Знаете, мене не ме толку веќе интересирала тие школски предмети, бидејќи ако сте одличен ученик, не ви треба не знам колкаво време тоа се да го совлада. Јас имам своја програма и тоа е оној период кој јас во својата автобиографија го нареков големите читателски години. Јас наистина ненаситно читав се и се што се разбирам, сепак по некој критериум,
i така се ориентирав и натамо, а мои пријатели, не знам дали е познато, али ја страшна травма ми беше кога разбрав дека Караманов загина во Народно-ослободителната борба, убиење во една битка у близина нели на Берово, пак од страна на таа фашистичка Германија, и јас бев страшно разочаран и дезориентиран. Ја не знаем навистина што сега јас да правам. И не знаеки што да правам, јас се формирав некакви литературни кружоци. Почна да бидам, денес би рекле, менаджер на литературни млади сили. Еден од тие кружоци имаше духови наслов Црвени моливи, сите бевме членови на тие Црвени моливи, бидејќи состаноците полулегално се одржува во една куќа во Скопје, кај еден наш другар, нели, чиј татко беше книжар. И тој имаше многу црвени моливи, а овој му ги дигна тие моливи и на сите учесници ни подари по еден молив. Тука беа пак одлични ученици, не? Блажо, нели, Андреевски, братот наш, познатиот наш доктор, академик, нели, Александар Андреевски, тука беше Тошо Баручински, тука беа докторот Шумков Михајлов, да не ви редам, сјајни другари бевме, сјајни другари, и јас тука се посветив на тоа прилично многу, и тоа ја го напишав свој прв вака прочитан труд, не објавен, тоа е за Тургенев. Пишав за Тургенев, а после тоа, откако тој кружок беше откриен, и полицијата се заинтересира за него, ама виде за своји деца, да не мисля да ја руша државата, али со моливите. Така да јас формирав еден друг кружок со оние студенти кои дојде од Пиринска Македонија, кај нас да учат. И тоа исто една драг спомен ми е во мојот живот, кој се одржуваше во мојот стан, со уште поголем круг на луѓе. Тука полицијата не се мешаше баш многу, бидејќи знаева да ја со литература не мислам да го променам, нели, политичкиот систем, но мислам други нели работи да постигнам. Јас имав голем број пријатели, тие пиринци до најново време, кои за жал останаа во една друга земја, беа принудени да се вратат. Се спомнам едно име на еден од најталентираните од нив, Ангел Каратанчев, со кого јас многу тесно дружев се, додека беше жив. Каде потоа ве понесе патот? Чинам дека повторно се вративте на тие ваши семејни релации, Франција, Париз, Сорбона. Вело дека моравте некако тој пат да го изодите. Па не знам дали морав, но го изодев. Нели, така, интуитивно сигурно сам сакал. Знаете, ја помало личам вака на оној јунак на Достоевски, Раскольников, нели, кој е отепа бабата, а со тоа ништо не направи. Меѓутоа секогаш имаше некои амбиции, нешто повеќе да направи у животот, знаете. Човекот не е роден само за да го одживее животот и на едно место да стои во својот развој, не. Ја постојано сум сакал, ако можам, нешто повеќе. Па знаете дека Македонија како изгледаше тие години, нели, 44-та, 45-та. И јас се нормално, голема чест ми беше да стапам на првиот македонски универзитет во Скопје. Но искрено зборувајќи после 2-3 години тао, мене ми стана тесно тоа. Да учевме некои историски теми, кои пак нема никаква врска со Македонија, право да ви кажам. И јас со група македонски вака студенти решивме да отидеме во Белград, каде што се отвораше катедра за светска книжевност. Ја сакав по оној пат по кој Караманов одеше, македонска книжевност како дел од светска книжевност да се појави. И ние тука, изгледа бадијала, отидохме у Белград, бидејќи немаше средства таа катедра да се отвори, а бидејќи ни беше срам да се враќаме сега во Скопје, продолживме на групи кои ни беа најблиски. Не беше најблиска групата за славистика и руската книжевност. Јас се запишав на тој факултет и навистина не се покаја, бидејќи професорите имаа
со големо внимание, навистина, тие не беа само Срби. Повеќето беа и емигранти, руси, и од словенци, што све немаше, знаете. Но сакава да и помогнат на Македонија, да се издигне македонскиот кадар. Не ни подарува оценки, знаете, и мене, ама јас многу таму запнав, бидејќи бев заостанат, нели ја упаднав на средна студии и морав да фатам чекор и по литература да ги стасам другите. Можем да кажем, под цена на огромни напори, јас успеав тоа да го постигнам, посебно со мојата дипломска работа, со мојот труд кој беше за Достоевски, за тој антинихилистички роман Нечисти сили, од кој сите бегаат дека се мислеше дека тој е антикомунистички, ама знаете, кога за антикомунизм зборува Достоевски, тоа не е као овака некој надри филозофи која ќе почнат да зборуваат за тоа што било, како било. Јас седнав и 2 години исклучиво се бев посветен на таа студија, која претерав, имаше преку 130 страни и добив највисока оценка. За неја и ја објавих во книга, во првата книга за Достоевски во Македонија, што така мене ми се исполни еден сон. Сега од оваа дистанца, велат мнозина дека вие ќе признаете, може би скромност нема тоа да ни го потврдите, ама дека сте еден од најобразованите интелектуалци во Македонија. Па добро, не очекувам вако прашање после овие сите мои животни перипети. Но знаете што би рекол ја кратко? Не може да се избрешат подопаците. Така испадна се. И нема назад. Сега да ви кажам, тука не сум ја образован само литерарно. Многу мина тоа и не знаат, и не треба да знаат. Јас многу рано сакав да разберам во каков тоа свет јас живеам. Разбирате, може ли тој свет да изгледа подобар? Може ли поголем број луѓе во тој свет да живеат еден достоен живот? И јас сам си купував книги и читав кои нема никаква врска со мојата професија. Ако дојдете, нели, мојата главна библиотека, моја лична во Скопје, вие ќе се чудите какви се книги јас сум купувал и со кои средства се прашувате. Вие го спомнавте да сум ја многу шетал низ светот. Ја навистина не знам на кој универзитет, бар од овие поглавни не сум бил, држан предавања, повикуван, но ја секое слободно време оде по овие книжарници, антикварници и се што ми остануваше од тие скромни дневници, јас купував книги. Книги за кои знаев, ја не може тие да ги читам веднаш. Но ја знаев, еден ден, ако бидам жив, јас со тие книги ќе се дружам. И тие книги се сега во мојата работна соба во Скопје. Тоа се книги од областта на филозофијата, на социологијата, на психологијата, на сите овие општествени науки. Бидејќи ја дојдов до едно уверување, ја полека, нели... Не ги жалевте парите за книгите? Не ги жалев, но и не давам книги на други, бидејќи, разбирате, има луѓе кои не враќаат книги, не? Ја дури мислам на мојата работна соба дека пиша, нели овде за дома книги не се издават. Кој сака овде може се да не. Свеедно. Јас навистина почнав да работам врз тие книги, не? И јас многу рано, мислам релативно рано, јас се мало и одвоив од својата генерација, нели, која беа Солев, Гане, Матеја, Благој Иванов и други, бидејќи јас се помало почнав да читам литература која јас ја знаев од дете. Јас сум дете на такви книжни, како да кажам, стаорци кои читале книги. Мене за Флобер не требаше ја да имам 20 години да го читам Флобер. Јас сум го читал не знам на која година там. Или ни за други, значи, накусам. Јас паралелно имам прочитано и совладано, би рекол, голем број книги од овие области за кои пред малку изговорим. На различни светски јазици, не? Во главном, нели, на рускиот, кај што јас го завршив на студии, и францускиот, не, кој ми остана као една семејна традиција.
Bo moja supruga, verovatno to se znaje, dugogodišnji profesor po francuski jezik i golem frankofon i frankofilic, ne sicer po nekoj način, ne ta tradicija ostane, ne. Tije dve literaturi su za mene centralne literaturi, pa to kazuje o životu. Ja mislim da se to je najznačajnije, ali to ne je najbitno. Za mene sve. Tako da ja se sledam budno sve to što se slučilo ne samo na knjižnem planu od tije zemlje, da kažem na svite drugi planovi, durina i na političke. Sve znam što se slučilo i vo Francija i vo Rusija. Sve razbirat, ja sam to ne se mešam, ja sam ostanujem to što sum, ja sam Makedonec, ja ovdje ne se mešam u politike, pa ke se mešam u francuskata ili ruskata. Tako da, kaj mene se sozdado jedan fond, verojatno, što sam toliko godine doživio na tije znanja i moram, tukaj da budem neskrojen da kažem, za mene sve pomalo ima tajni, što se slučilo i u svetu, pa i na Balkanu, pa i u Makedoniji se razbira osoben. Ne, ja ne moram za sve to da pišem, niti je to možno da ima pero za sve kada da se odziva i oglasila ne. No za mene nema tajni, ja samo kupujem i novi, ja dobijam neko iz stranskih spisanja, naši se razbira site, vo naša ta akademija, ja si imam naistinu mnogo dobri uslovi za rad. Mene tamo nikoj ne zakače, ne uznemiruje, nekoja pomala funkcija gdje se nafatam, ali pogojena ne, nikako, tako da ja imam idealni uslovi i za što sam mu posebno blagodaran na našoj golem čovjek, golem poet i golem naučnik Blaže Konecki. To je moj, da kažem, recenzent, to me predloži za člena akademije i koja me izbra, nekoliko pati me uriva, ne li bi rekli, mislim, ja sam ovakav, ja sam takav, ima razne ove informatori i koji sam, što sam, ja se razbira se sme i ne se toliko sekirao, ja znajem, ne deka mora da bidam akademik, deka ne može ovaka da me sosema distancirat od moja ta zemlja, od moja ta nauka. Blaže Konecki samo mi reče, pa evo, konečno te izbratne i nema što da mi blagodariš, tu odi tamo, tamo ti je kabineta, sedi i raboti. I ništa poveke. Se razbira, ja go poslušam. Ostanuvajki čovjek koji nekoga ceni i danas. Ogromno. Логичен редот се претходно пред да станете академик и да поминете толку нешта како што се формирањето на групата за компаратива на филолошкиот факултет, беа магистратурата и потоа докторатот. Ги посветивте повторно релацијата Франција-Русија или сепак Русија преовлада? Или литературата токму од Русија? Не, видите, јас ме фати тој инает, нели, да ја формирам таа катедра за светска книжевност. Знаете, ја ви реков, ја сакам во нашата земја, во мојата и вашата и нашата Македонија, да направам нешто што друг не направи, знаете, ако сите прават нешто, ја немам што да барам таму. И јас многу сакав да отворам таа група за светска книжевност. Но и тоа се случи. Еве, у Белград ја не завршив компаратива, бидејќи они закаснија, после ја разви, али во Македонија отворивме, има неколку генерации мои студенти, кои се, видите, водечки и мија и пера сега, што ми мене посебно драго. Тоа што требаше да се направи, Македонија никогаш не сум ја сметам за провинција, нели, или за вака некако да биде изолирана. Не. Патот на Македонија е напротив, творечко работење и излегување во свет. Така се ориентирав и на факултетот и таа катедра за среќа уште постои. Јас, видите, нормално да ја тога морав повеќе внимание да посветам на други литератури. Француска секако, јас ми познав многу добро француската нели филозофија. Јас се многу бавив со Сартер и Ками. Јас сум следбеник на Сартер до ден денес, ака Сартер не е жив. А гледате сега интересот за него расте во светот. Случајно ли е тоа? И ја никош него тоа заборав.
Сега, се разбира, има доаѓа разни интервали во животот. Не. Сега, повторно еден предизвик ми беше ова што ме избра за председател на Светскиот славистички конгрес. Јас, знаете, не сум некој голем, вака да кажам, любител на тие функции. Функцијата одзема многу време, знаете, и ве одвраќа од вашите тие приватни, нели, планови. Но тоа беше неминовно, бидејќи ниту Коневски, ниту Поменаковиќ, ниту Видоевски, ниту некој имења немаше кој, и се наметна да јас се прифатам на таа функција, што беше за мене голема чест. И јас не кријам, јас сум исто човек од крв и од месо, мене ми годеше тоа, макар што тоа значеше 5 години да се посветите на една супер вака организациона работа, која ми одзеде огромно време, веројатно и нешто друго, вака, не можев моите интимни идеи и книги да ги реализирам. Но и тоа, хвала Богу, добро заврши, тој конгрес го одржавме во Охрид и јас се уште добивам убави писма од многу мина учесници. Јас сум и член на тоа највисоко светско тело, уште нели па, еве, помагам да и тамо Македонија го има местото што го заслужува. И јас во тој период некако се вратив на својата младост, да ви кажам. Почнав повторно по силата на нештата, бидејќи Русија е најголема земја словенска, не? Мора повторно руската литература вака да ја прелистам, и старата, и класиката, и модерната, и се успостави еден нов баланс сега меѓу руска, француска, светска и се разбира македонска. Јас добро познам и други југословенски литератури. Јас добро познам бугарската поезија. Јас сум автор на една прва антологија на бугарската поезија во таа заедница. Мило дека во малиот прст, фигуративно речено, ја имате руската литература и особено ако не се лажам Чехов. Па знаете, таа моја приврзаност за Чехов е повеќе од интимна природа. Сите очекува дека јас ќе правам дисертација за Достоевски, како член во станов и сум на некои големи некои организации светски и меканат. Меѓутоа, Достоевски е, знаете, страшен автор, со овој збор страшен, сакам да кажам, да тој целокупното битие на човека го превртува и не му остава, нели, мир, не може да здивне човек читајќи го него, не? Бидејќи тој толку продре во таа суштина на човековата психика и да тајни веќе за него нема, не. А јас сепак, како приврзеник и на француската култура, јас сепак, знаете, французите се рационална нација. Тие не одат во крајности. А ја како човек никогаш не сум одел во крајности. Ги одбегнам крајностите, ги напуштам и им ги препуштам на овие други што сакаат такви работи. Јас не сакам крајности. Така да, Чехов, јас сум го многу читам во младоста, но така ме разорма Достоевски тамо после овие години за кои ја веќе зборува, тие белградски години, и јас се одлучив да го работам Чехов. Затоа, можам да кажам, придонеси една моја специализација во Словенија на компаративна книжевност, каде што еден голем човек, професорот Цвирк, беше мој ментор. И тој со задоволство почна да ме упатува и ми викаше: одлично, работете во Чехов. После тоа, нели, бидејќи средства немаше, место да патувам за Љубљана, јас една пократка релација одбрав. Таа е Белград. И на Белградскиот универзитет мојот ментор стана професорот Воислав Ѓурич, шеф на компаративна книжевност. Но за несреќа и тој се разболе тешко. Знаете, имаше со кичмата некои проблеми и се сеќавам, тој ме примаше на тие консултации лежејки, знаете, во својата соба и гледајќи у таван и слушајќи што ја му зборам, а тој ми кажуваше како треба тоа да изгледа. Се разбира, многу ми помогна
što je dobio jedna od prvite stipendiji da go posjetam Sovjetski Sojuz, tako se vikeše Rusija, i svite arhivi i biblioteki u Moskvi i Leningrad se vikeše. Tije meseci pominati tamo beja rešavački, negdje za moja ta disertacija. Jaz go dobio za mentor, jedan od najpoznatite literaturovedi, neli na Sovjetski Sojuz, profesor Paskjelov, s kojim mi dade dragocjeni vaka, neli sovjeti, kako to sve da ga sredam. I tako jaz je završio ta svoja disertacija za mladi od Čehov. Jaz pišao kako Čehov preminal od ona faza Antoša Čehomte, faza na onoj zasmejuvač, vickarošnji, taka natam, koja je jedna seriozna faza. I Čehov stana svetski autor, ne samo prozatan, a može bi ušte poveke i dramata. Po mojite knjigi najnovi, ja mu posvetujem golemo vnimanije na Čehov. Sve ušte. Ja ne sakam da dam takvi sudovi, niti sam povikan za to, Rusite i mi specijalisti treba da kažat. No, jaz danes ušte poveke go cenam Čehov, otkoliko koga počne da radim. Aktuelen je? Ma ne da je aktuelen. Vo moja ta vidite najnova knjiga. Ta izlaze pred 3 dana, slučajno, koja se vika Od Segašen Ago. Ja mu posvetam 3 takvi eseji, jedni od koji se vika Čehov od Denešen Ago. Što to je predstavilo Deneš? I ja ne krijem, go podržuvam, mišljenje to, Čehov je može biti najgolemiji od ruskih pisatelja. Najgolemiji. Zato što najmnogo se probiva, kad vidite, Japonci pred njemu prvimo podigna spomenik v Tokiju. Ko je šega? Čehov i Japonija. To Kinezi, da ne zboram. Nema čovjek koji nego čitao Čehov. Ne može, danes obrazovan čovjek u svetom koji ne zna za Čehov, smešno je. Se razbira, ja tukaj ne agitiram, neli, vidiki, Čehov mene nekako mi stana, kako da vi kažem, evo ja rano izgubih roditelji, to je za mene ne samo pisatelj, to je za mene jedan mudrec. Ja ne znam toliko umen čovjek, oti ovo je moj Dostojevski, znajte, praviše razni, ovi perturbaciji, čas beše so slovenofilite, pa so neli zapadnjacite, pa beše socijalist, pa antisocijalist, to ovakve Čehovu nema. To je jedna uravnotežena, ravna linija, nevjerojatno stabilna ličnost, znajte, i to mi beše mene patokaz u životu, ne samo što ja toliko mu se posvetim kako istrašuvač. I ostanuvam na това мислене следове. Кога зборуваме за тоа време и вашата критика која пишувате, имавте ли со тоа создадовте повеќе пријатели или во неволни силство наречено непријатели, кога ќе сакате да го кажете со вистинското нешто и име и презиме, она што тие го пишуваат, оценувајќи ги македонските дела, кои зборувам веќе за фазата на вашата критика литературна? И постои ли реално во Македонија литературна критика? Ова е најделикатното од сите досегашни ваши прашања, но јас нешто секогаш морам да кажам. Се разбира, моето пишување предизвикуваше секогаш некој стрмет, да кажам, ветер вака и некои возводи. Никој не беше рамнодушен. Ако пофалам некого, зашто толку го фалиш, нели комшијата, а мене не. Ако кажам за некој од тие корифеи, дека ова дело не му е баш најуспешно, знаете, исто имаше бура и јас стекнав многу вака жал колеги кои мислат да сум еден невозможен критичар или слаб критичар или не знам како, ама не им одговарам. Меѓутоа, јас тука само ќе го сведам ова све. Јас сепак имам голем број пријатели. Голем број, вие и покрај се, и вие тоа го знаете, веројатно, бидејќи мене можда не ме сакат, ама овака го почитуваат моето мислење. Најважно ми е тоа што мојот народ, онаа публика на која пред се и се обраќам, го уважува моето мислење. Тоа ми е најважно.
мојот народ, дали, мојот читател, што мисли за моите судови. Знаете, има на ова поле, особено последниве 20 години, море од книги е објавено. Се пишува се и сешта. Пишуваат, нели, писатели, браќа, сестри, братучеди. Немат. Некој прва книга напишал на 70 години и мисли сега дека е Гете. Ја, верувајте, малку да внесеме и дух на ова долго интервју. Мене често ми се обраќаат обичните луѓе, знаете, и по телефон, и кажуваат, бе, оваа книга, вика, ја читав, викам, сите, фала, тето издание. Вие, професоре Ѓеđин, што мислите, да? Вика, можам ли да кажам отворено што мислам? Бе, најотворено, вика, да ми помогне. Па он вика, знаете, ја читам, он вика и не ја разбирам. Сега најотворено, вика, и ја читам, и јас не разбирам. И вие, сега ми се јасно. Морам да заклучам со една реченица, една мала, која, може би најмногу не е важно, ја на кој тамо припаѓам извам, нели, дали сум структуралиста или функционалиста или семиотичар, или тоа никој за мене не било примарно, мада ја ги знам сите тие системи. Меѓутоа, знаете, критичарот е многу, таа професија врзана со личноста. Кај нас има некое мислење, па секој може да пишува критика, што и ја ќе кажам, не е баш така. Не е баш така. Си ги дадам на крај тој пример. Ово е мој Ристо Мизо, мојот дедо. Тој знаеше извршно грчки и беше грчки учител на една руска дворенска фамилија во Јужна Русија. Вие знаете да во Јужна Русија грчкото влијание во минатото беше многу силно. И се одеше добро, дедо Ристо си ја вршеше својата функција, додека таа газдарицата, нели, племичката, реши да направи некој прием за најугледни гости и на која беше поканет и учителот на нејзиното дете Ристо, дедо Ристо. И пред сите нели ја фалева таа дама, бариња, како ја вика барин, па бариња, која нели го приреди тој прием и таа се фалеше дека и сите овие сладки работи, нели, десерти, таа ги направи. И дошол реди до мојот кутриот, нели, дедо Ристо, седнат во некој ајбат. А што вие, нели, господин учител, мислите за овие сладки што ги подготви, нели, газдарицата? А да вика, добри се, викаме, искрено ли да говорам? Абе, некако не се сосема успешни, баш веќе. И утредента него го чекаше на влезот една карета и куферите стегнати, он мораше да ја напусти таа своја служба, а тоа е судбина и на критичар. Тешко е, мене ми е многу тешко на мој некој добар пријател да му кажам, абе ти добар си и си бил, ама ова книга не ти е бе успешна. Тоа многу скапо се плача вака во психичка. Голема е цената на... Голема цената, да. Одиме уште малку натаму, а тоа е сини, ќерка и внуци, живи здрави. Дали тие наследува нешто Милан Ѓурчинов и од неговата баба, односно од неговата сопруга, внуците зборувам, овој однос на литературата? Се движат ли во тој корпус или имате ли наследници во таа насока? Да. Знаете, од се ова што ви кажав, мислам дека бе искрен. Тој критичарски лет, тој е врзан и со други работи, и со политички, идеологии, со не знам ова, со нации, не знам ова. Ја на никого од моите не им советував да се бават со мојата струја. Иако располагам со огромна библиотека, со многу материјали кои лесно може да се уобличат. Меѓутоа, јас сум среќен што е мојот син лекар. Тој е лекар, специјалист, чита книги, али за задоволство, вака, тој воопште не си го цепи мозокот, нели дали е, нели Трајко подобар писател од Петко,
i dobro izgledala i dobro se čustva. Моята сопруга, ние сме се запознали преку литературата. Приказната од факултетските библиотеки. Да. Таа беше прва библиотекар, а после стана професор. Знаете, ние секојдневно разговараме на литературни теми. И всушност, нека Господ ја поживее, тај ги знае сите мои оценки, ама до крај, посебно за македонските писатели, кај што има многу позитивни. Ја имам прекрасно мислење за некој, али за некој немам. И она знае, таа има уште построг критериум од моја. И да одадам една тајна, многу книги од нашата современа литература прво ги прочитала таа. Прво и ми рекла ова читај, ова... Да си вид селектор. Еден вид селектор. Таа била подобар студент од мене, можам да кажам. И она се само посвети на фамилијата и на мене, и таа своја научна дејност е нормално стави на заден план. А мојата керка, Анастасија, не ме послуша и се запиша на ова светска книжевност и остана во Скопје, а не ме послуша, сега знам дори зошто и не и замерам, бидејќи нејзиното момче беше од Скопје и таа не сакаше да оди од Скопје да си го напушти момчето што си го сакаше и со кое таа живее. Таа меѓутоа, бидејќи ја бев на таа група шеф и основач, свати и ја и реков, тамо не можеш ништо да постигнеш. Сите ќе мислат, ти си керка на познат професор и тука секој нешто ти прави тебе, нели, отстап. И таа се запише, таа заврши и друга студиска група, заврши италијанистика, и таа е сега специјалист за италијанска книжевност, шеф на катедра и така, редовен професор. Но пак не може повремено, знаете, да ние не комуницираме на книжевни теми со неа. Не се согласуваме секогаш 100%, ама тој диалог семеен продолжува. Моите внуци и они не слушаат многу, па овој мој внук, тој се запиша на славистика, заврши славистика, ама ја му викам, бегај од ова литературна критика или така, тоа е неблагодарна една должност. Одбери нешто друго. Одбери нешто полесно. И мојата внука и другиот внук се, така можам слободно да кажам, многу личат на мене, нема пошироко да зборам, по тие свидетелства што ги спомена на почетокот. Со што ја исто не се согласувам, раскажувајќи ми онаа прекрасна на татко ми, абе и 4 и 3 е добра оценка. Не! Значи, историјата се повторува. И историјата малку се повторува. Тоа сега, Господ да им помогне. За крај, сепак едно актуелно прашање, надвор од семејниот круг, а тоа е околу јазикот, македонскиот јазик, во обкружувањето и воопшто во светски рамки, за кои што вие зборувате преку литературата. Знаеме дека е време на една глобализација. Колку успеваме да го зачуваме јазикот тако како што е, нашиот, веќе стандардизиран од времето на Коневски, и дали чувствувате дека има потреба од негово дозбогатување лексички, стилистички? Успеваме ли во тоа да најдеме соодветни пандани на одредени странски, да речем, зборови кои влегуваат на отворена сцена во нашиот јазик? И како да се справиме со тоа? Што кажуваат вашите искуства од други јазици, словенските, посебно рускиот? Како тие тоа го прават? И јас не сум лингвист. Сепак. Но со самата моје присуство во сите овие тела меѓународни кои се бават со лингвистика, па ја морам нешто таму да кажам. Па ја не крием дека сум приврзеник воглавном на ставовите на Блаже Коневски. Ево, јас го работам тоа издание на неговите целокупни дела, критичко издание, од 12 книги, 2 книги ги објавивме лани. Ја мислам да ова бучава околу јазикот и така натаму. За нас, македонците, е многу деликатна. Ја не знам што ние сакаме, понекоја се прошаме. Ние добивме темели. Темел не е куќа. Не. На темел се гради и надградува. Повелете, надградувајте. Не, а не уривајте оно што е изградено. Тоа е мојот став.
Јас мислам, прво, дека недоволно мојата жена, иначе лингвист, знаете, и она има тука јасни ставови и често ми сугерира некои работи. Она ми вели, реагирај, недоволно се работи врзу напредувањето на македонскиот литературен јазик. Недоволно. И тука и Коневски некако изумреа неговите следбеници, малку останат. Разбирате, ја компаратива имам поголема школа мои последователи отколку во јазикот наш. Што не е добро. Не. Компаратисти ќе се појават сега што се повеќе со глобализмот. Ама лингвисти и македонисти одвајли. Зато ние мораме многу сериозно. То треба биде национална грижа. Национална, сите да се собереме околу тоа. Разбирате, ја не сум некој пурист вака, нели, да мора све, не знам, да биде. Има влијанија кои се неизбежни. Разбирате. Кока-кола, ево што гледаме, тоа не е македонски збор. Но ја сега да ви измислам нешто како да се вика тој пијалот, смешно е. Но, нашиот јазик мора да се усовршува на своите темелни традиционални основи и да се збогатува во духот на современото, модерното време, како и сите други јазици. И рускиот, и францускиот јазик. Знаете, Коневски постојано имаше една своја реченица која ја повторуваше. Јазикот е жива материја. Не треба да се нели робува на некакви норми. Ама има норми, ако јас и вие сега почнеме тие норми да ги изместуваме, каде ќе стасаме? А што се вика, душманот само тоа и сака и чека да се разниша нашиот јазик. А нашиот јазик е најјакото обележе на нашиот род, на нашиот ген, на нашата нација. За крај, како изгледа на ваш обичен ден, например, овој охридски, убав, јунски? Па, изгледа доста овака стереотипно. Па, што, јас само гледам да нема некоја голема бучава да можам ноќта, знаете, да ја поминам мирно. Сега Ривиера за среќа е затворено. Па добро, не знам до кога. Не, оти водам битка со двајца угостители, не, и гледам да бидам у добри односи со газдите. Што и го постигнав, јас сум пријател на овде ресторан во кој го водиме овој разговор и он апсолутно веќе почна да води грижа да неговата музика мене не ме узнемирува после еден часот после помот. Тоа е едно. Друго, јас живеам доста скромен живот и знаете, полецон ја не пушам, не пијам, не останувам ноќе долго вака у компании, бидејќи обично утрото го посветувам на работа. Не, тоа се најсвежи денови и на моја возраст единствен, часови. Ја не можам да работам 10 часа, ама тие неколку што можам, треба да бидат, значи, целосно посветени на она што сакам да го кажам. Понатаму голем сум љубител на културните манифестации, чекам да почне Охридско лето, се надевам дека ќе чујам исклучителни концерти овде, што инаку не може да ги чујам кога живеам Париз, Белград или не знам каде. Ниту имам толку средства, ниту имам толку време да се пробијам тама. Овде, ние голема привилегија имаме најголемите светски имиња, да ги видиме овде во непосредна вака изведба и тоа е за мене уживање. И беше драго на вистина за овој проект на Охридската библиотека за роднокрајните критичари да ве имаме и вам во него и се надевам дека ова интервју ќе биде многу поинтересно на слушање после 10, 15, 20, 30 години, кога некои нови други генерации ќе сакаат да чујат што и како размислува академик Милан Ѓурчинов за себе си, своето детство, младост, живот, критиката и воопшто за живот. Па, ова што рековте да се надеваме, јас сум инаку оптимист по природа, а старите нели латини вика dum spiro spero. Да. Додека дишам, постојам? Да. Јас ви благодарам.
И ово некако нашите интервју одат циклично, ако се сеќавам некаде 84-та, потоа 96-та, 8-та, еве сега повторно и дај Боже едно 5-6 години повторно се видиме и да се чуеме. Дај Боже со вас секогаш со задоволство сме разговарале и воделе дијалози наши.